Chers élèves, bonjour et bienvenue en classe de français. Добар ден, драги ученици, јас сум Елена Блажевска, вие следите час по француски јазик на Училница. За почеток да се потсетиме на неколку прашања кои ги изучивме минатата учебна година. Како бараме информација за име? Дали се сеќаваме? Тоа беше прашањето comment tu t'appelles. Уште едно прашање за да прашаме за име беше quel est ton prénom? Како прашуваме за националност? Quelle est ta nationalité? А како идентификуваме луѓе? Со кое прашање? Со прашањето qui est. И за предмети како идентификуваме? Како беше прашањето? Тоа беше qu'est-ce que c'est или c'est quoi. Така. Значи comment беше прашална заменка која значи како. Qu'est-ce que или quoi што? Qui е кој, а quel е исто така кој, но тоа е придавка и треба се согласува во род и број со именката. Првата форма е за именки од машкиот, како што е во прашањето quel est ton prénom. Втората форма е за именки од женски род, како што е прашањето quelle est ta nationalité. Третата форма за именки машки род во множина и последната женски род множина. Ајде сега да дополниме еден разговор со овие прашални зборови. Лили добива порака од непознат број кој вели Салю. Кое прашање сега тука ќе го дополниме? Comment ça va? Здраво, како си? Tu fais quoi ce soir? Так, значи, што правиш вечерва? Бидејќи не знае за кој се работи, таа прашува се qui. Така. И тој одговара c'est moi Luc, j'ai un nouveau portable. Јас сум Лук, имам нов мобилен. А супер, вели таа и прашува quelle marque. Така. Qu'est-ce qui se passe ici? Lisons le dialogue. Ah, mais tu fais quoi? Coucou. Qui est-ce? Devine. Ok, tu es comment? Je suis petite et très jolie. Et de quelle couleur sont tes cheveux et tes yeux? J'ai les cheveux bruns et les yeux marrons. Што се случува? Значи, девојчето преку прашања се обидува да ја открие личноста. Таа се опишува за да погоди за кого станува збор. Значи, целта на овој час е да научиме да разменуваме информации за опис на физички изглед на личности. Значи, да поставуваме прашања и да ги разбереме за да одговориме соодветно. Да започнеме, значи. Најпрво ќе ви поставувам прашања, а вие треба да одговорите. Одбирате 1, 2, 3 или 4. Во случајов, првото прашање има два можни одговори, 1 или 2. Qui est mince? C'est la première personne. Qui est jaune? 1, 2, 3 ou 4. Qui est jaune? 4. Quel monstre est bleu? 1, 2, 3 ou 4. Quel monstre est bleu? C'est le troisième. Quelle fille est rousse? 1, 2, 3 ou 4. Quelle fille est rousse? C'est la troisième fille qui est rousse. Elle est comment? Elle est grande, petite ou de taille moyenne? Elle est grande. Il est comment? Blond, brun ou roux? Il est roux. Il porte quoi? Il porte un t-shirt, des baskets et une chemise. Il porte une chemise. Elle porte quoi? Un t-shirt, des pantalons ou une robe? Elle porte des pantalons. Сега да го најдеме соодветното прашање за дадените одговори од левата страна. Значи, le bleu е првиот одговор,
кое ќе биде прашањето? Qui est cette fille? Elle est comment? Elle porte quoi? Quelle est sa couleur préférée? Le bleu. Кое е прашањето? Quelle est sa couleur préférée? Значи, која е незината омилена боја? Le bleu, сината боја. Une robe е вториот одговор. Кое е прашањето? Qui est cette fille? Elle est comment ou elle porte quoi? Elle porte quoi? Што носи таа? Elle porte une robe. Таа носи фустан. Третиот одговор е ma cousine. Qui est cette fille ou elle est comment? Qui est cette fille? Се разбира. Кој е тоа девојче? Тоа е мојата братучетка. И последниот одговор, тоа е опис за прашањето elle est comment, каква е таа, како изгледа таа. Така, сега обратно. Поврзете го секое прашање со соодветниот одговор. Qui est ce garçon? Кој е одговорот за ова прашање? C'est mon frère. Кој е ова момче? Тоа е мојот брат. Il est comment? Il est grand. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte un survêtement. Et quelle est sa couleur préférée? Le vert. Одлично. И последна вежба, една варијанта, како што е на сликата играта, која може да играте со вашите пријатели, усно или со пишување. Да видиме сега која е замислената личност. Qui suis-je? Tu es une femme. Quelle est ma profession? Tu es actrice. Je suis comment? Tu es brune. Je porte quoi? Tu portes une robe. De quelle couleur? Rouge. Разгледате ги уште еднаш прашањата и одговорите и обидете се да погодите која е замислената личност. 1, 2, 3 или 4. Која сликичка одговара на дадените одговори? Тоа е втората девојка со црвен фустан. И за домашна работа. Најпрво ќе ги поврзете прашањата со соодветниот одговор и ќе погодите која личност ја замислив јас. А потоа поставете прашање и одговори за друга личност по ваш избор од сликата. Merci de votre attention et bonne journée.